Во изминатите 4 години економисти, психолози и социолози низ Европа, Соединените американски држави и Азија спроведува ист тест без онапред да го планираат. Милиони луѓе ненадене преселија канцеларијата во дневната соба, резервната спална или малата кујна. Најновиот бран истражување одат во една насока. Луѓето што работат од дома, барем дел од неделата пребуваат повисоко задоволство од животот, помал стрес и посилно чувство на контрола врз сопствениот ден. Има многу аспекти кои што се позитивни и можеме позитивно да гледаме на истите. Луѓето пријавуваат, ковидов некако не научи дека барем голем дел од професиите можеме и од дома да ги работиме, можеби многу повеќе него претходно. Тие неколку аспекти можеме да ги разгледуваме на различни начини. Едниот аспект е дека луѓето сакаат да ја имаат контролата врз својот живот и сакаат да го менаџираат своето време, да го менаџираат својот распоред, своето секојдневие и веројатно работата од дома им го нуди тоа. Вториот момент е точно таа флексибилност и можеби тој момент е најголем, а тоа е да ги распоредат своите обрски во текот на денот, да ги избалансираат своите активности во домот, да можат да одат во полна пареа во тој момент кога се чувствуваат спремни да почнат со истото и така натака. Така да, веројатно овие два аспекти се најголемиот дел. Исто така, она што го пријавуваат луѓето е дека многу често им пречат големите океан системи што ги велат во фирмите и во организациите, им како на некој начин да им го одвлекува вниманието и им треба оној простор за фокусирано, задлабочено работење. Условите во домот тоа понекогаш им го овозможуваат баш така во нивно темпо. Пред 4 години работата од дома се сметаше за привремено решение, но денес податоците покажуваат дека работата од далечина и хибридната работа често покажуваат подобри резултати. Работниците се поздрави и повеќе присутни во семејствата. Но работата од дома има и негативни страни. Па така, често при работата од дома не може да се пронајде важниот баланс, каде завршува професионалниот, а каде започнува приватниот живот. Исто така, доколку сте сами во една просторија, можете да почувствувате како ви недостига социјална интеракција, разговор со колегите и тимска работа, што на вистина може негативно да се одрази на вашето ментално здравје. На вистина предизвик да ги издвоиме, да само зборуваме за позитивните ефекти, а при тоа да не ги спомнеме и негативните. Негативните ефекти се точно тие, социјалната изолација, бидувајќи дома, ние како да ни осиромашуваат социјалните вештини, како да оној тимски дух немаме на кој начин да го градиме преку прозорчињата кои што ги гледаме на состаноците. Од таа причина ни се потребни и контактите и комуникацијата со другите луѓе, на тој начин ја градиме и таа организацијска култура која што ни е потребна. А кои се негативните ефекти, ако еден можеме вака како најголем да го издвоиме, е она чувство на изолација, на осаменост, кој што може да води до дополнителни потешкоти, одредени симптоми, како да речеме одредени депресивни симптоми, кои што не сум баш многу сигурна дали можеме на некој друг начин да ги менаџираме. Секако тоа е можно само доколку можеме да постигнеме многу силна структура во текот на денот, да направиме многу добро разграничување помеѓу она кое што е наша работа и наш дом, некако тие две се преплетуваат во еден момент и тоа може да не донесе до дополнителни негативни последици, како што е хроничен умор, нејасност до кога работам, цел ден работам, кога седнувам, кога станувам. Таа нејасност ни дава едно чувство баш на хаос, а тоа секако дека не ни влијае добро на нас како луѓе и како професионалци. И дополнително што може тоа да се прелепа во нашиот семеен живот, тие нејасни граници и да тука веќе дома сме, ама не сме дома. Физички сме присутни, ама не сме присутни. Нели сме пред компјутер, сме на лаптоп и така натака. Можеби најсредните ситуации се онаму каде што работените можат да изберат. Дел од деновите да работат дома, дел во канцеларија. Токму оваа слобода на избор ја создава вистинската моќ. А за оние кои што не можат да изберат и се приморани да работат од дома поради одлуките на компанијата, може да го дочуваат психолошкото здравје на низа здрави начини, постојано комуницирајќи со колегите. Точно е дека голем дел од фирмите го видува тој, како викаат, cost benefit, нели? Меѓутоа, голем дел од фирмите исто така одат на некој хибриден модел и бараат од своите вработени, особено овие кои што, нели, програмерите и таков тип на професии кои што им дозволува работата да можат да можат и од дома да работат или од било која точка на светот, нели?
да има да воведат барем ден или два каде што ќе бидат присутни во живо, односно во канцелариите, оти веројатно и самите компании увидоа дека она чувство на припадност, ние сме социјални битија, ние сме социјални животни, нас тоа чувство дека припаѓаме некаде ни е многу значајно и многу потребно во интерес нели и на припадноста, на продуктивноста, на потенцијална превенција од одлевање на кадарот кој што не се чувствува дека припаѓа, нели? Така да овој хибриден модел веројатно е најадекватен, а одговор на прашањето што можат да направат оние кои што мораат, нели, или тоа им е единствениот начин на работа од дома, многу е важно да се постават јасни граници. Например, што е работен ден, што е слободно време. Да некаде му дадеме на мозокот знак дека окей, моето работно време заврши, јас сега се тргам од овде. И тоа е многу важно за да не влеземе во на ситуација на хроничен умор, на бернаут, што го велиме синдром и така натака. Значи јасни граници, ако работам од 8 до 4, работам од 8 до 4 и да се трудам да секој ден го почитувам тоа оноко што нели можам. Постои нели мала флексибилност и тука, но сепак да се држиме до истото. Второ, работата од дома и неизлегувањето надвор ни го зголемува времето во седечка позиција, што значи дека тоа може да има и дополнителни негативни ефекти на нашето здравје, од типот на, не знам, зголемена килажа, потешкоти во нели со оној мускулоскелетен систем и така натака, што значи дека препорачливо е да се прават чести паузи, на одредено време да се станува, да се растегнеме, да направиме кратка прошетка и слично. Уште нешто што може многу да помогне е да ги користиме сите можни ресурси на социјализација и на комуникација таму каде што можеме, да речеме, не знам, наместо да сме само на аудио повик или да сме со спуштени прозорчиња на социјалните, да речеме на Zoom или на каде да имаме состанок, да барем да го имаме оној момент да си гледаме лицата, тоа е многу значајно, да од време на време одиме и имаме денови во канцеларија или собири каде што ќе можеме да се чувствуваме поврзано, да припаѓаме едни со други и да можеби дискутираме и други теми освен работните, каде што ќе се гради таа организацијска работна култура. Дополнително што исто така може да се направи е да во текот на една недела, да речеме, чисто се приспитаме самите себе си поставиме прашање како се чувствувам оваа недела. Дали ова беше тешко за мене, лесно за мене, добро ли го менаџирам моето време, ми треба ли некаква помош, можам ли ова да го консултирам со мојот ментор на работа или чисто на некој тимски состанок да бидам поактивен или да... Значи има многу работи кои што можат да се направат за да ова биде корисно и секако доколку приметиме дека има одредени тегоби кои што ги чувствуваме подолг временски период, а не успеваме да се носиме со тоа самите, добре да побараме помош кај стручно лице. Среќата на работа не зависи од тоа каде се наоѓа бирото, туку од контролата што имате над својот ден. Затоа хибридниот начин на работа е можеби најубавиот избор. Избор кој барем привремено ќе ве поштеди од долгите редици на сообраќај и од стресот навреме да стигнете на работното место.